Пладневни вести на Канал Плюс, добар ден. Информации за актуелните случувања и тековните настани на истокот. Почнуваме со најава на дел од темите. Десети ноември е Светски ден на науката. УГД со низа активности ја доближува науката до матурантите и студентите. Со грејната сезона реална станува опасноста од пожари. Од џаците да се исчистат, пепел да не се фрла во контењер. Внимателно со греалките, апелираат пожарникарите. Помалку одобренија за градба се издадени во септември споредено со минатата година. Кочани е општина со најмногу градежни одобренија издадени во септември. Денес е Светски ден на науката. По тој повод Универзитетот Гоце Делчев организира неколку настани со кои ја потенцира важноста и значењето на науката за развојот на општеството и цивилизацијата. Во тих се низа активности во научно-истражувачкиот центар науката, насочени кон младите, средношколците, студентите и целокупната академска заедница. Предавање на тема најголемите измами во науката денес на УГД има професор доктор Рубин Гулабовски. Агенцијата за катастар на недвижности и управата за имотно-правни работи денес во Виница имаат отворен ден со граѓаните. Граѓаните ќе имаат можност со директорот на Агенцијата за катастар Славче Трпевски и директорот на управата за имотно-правни работи Зоран Крастановски да најдат решение за спорните имотно-правни предмети. Вчера попладне опожарена е напуштена куќа во центарот на Штип. Брзата интервенција на противпожарната единица резултираше со локализирање на пожарот и спречување на негово ширење на околните објекти. Се работи за стара куќа без станари, за среќа нема повредени, а материјалната штита е минимална. Причина за вчерашниот пожар е човечки фактор, односно импровизираните грејни тела кои ги користат бездомници сместени во напуштената куќа. Пожарите се реална опасност во текот на грејната сезона, заради што пожарникарите апелираат за крајна внимателност. Почнувајќи секоја година територијалната противпожарна единица, започнувајќи во текот на грејната сезона, се соочуваме со еден проблем, а тоа е честото палење на контејнерите кои се собственост на комуналното јавно предпријатие Водовод, кој настанува најчесто како резултат на фрлање на недогасена жар од страна на собствениците на околните објекти кои што живеат во непосредна близина. Предходната грејна сезона територијалната противпожарна единица во тој аспект имаше 19 интервенции на запалени контејнери. Оваа година, почнувајќи од грејната сезона, значи од 15 октомври, иако временските услови се добри, до сега имаме 4 интервенции на контејнери, што секако го вклучува алармот дека мора навреме да се интервенира и да се апелира од наша страна за да се спречат евентуално појави на пожари од поголеми размери, каде што најчесто се јавуваат поголеми материјални штети на објектите кои што се наоѓаат во непосредна близина на самите контејнери. Територијалната противпожарна единица од Кочани, значи во овој аспект апелира дека граѓаните пред чистењето на нивните ложишта најдобро би било соодветно да ја третираат жарта, односно добро да ја биде изгасната, па дури потоа да биде фрлена во самите контејнери, затоа што често пати се случува да има доста горлив материјал кој што се фрла од страна на останатите субјекти, што секако може и најмало шарче да предизвика пожар. Значи, ние апелираме да усовесност на граѓаните најпред соодветно да ја третираат жарта, па дури потоа да биде исфрлена на соодветното место. По 3-месечниот пораст на бројот на издадени градежни одобренија, македонскиот пазар на недвижности бележи стагнација во септември. Според денешниот извештај на Државниот завод за статистика, во овој месец били издадени одобренија за градење на 376 нови станови, што споредбено со истиот период лани бројката на предвидени станови за градење е намалена за 16%, додека вкупната површина на идните живеалишта е опадната за 8,6%.
Во источниот регион најмногу градежни одобренија во септември има издадено општина Кочани, вкупно 21. По 7 одобренија се издадени во Штип и Дилчево, 6 во Пробиштип, а во Карвинци, Зрновци, Пехчево и Бирово нема издадено ниту едно градежно одобрение. Подготвителните активности пред асфалтирање на улицата Вардарска финишираат. Во план до крајот на неделата јавното претпријатие Истар да заврши со промена на водоводната мрежа, со што ќе се создадат услови за асфалтирање на оваа фреквентна улица. Вардарска е еден од поголемите проекти на локалната самоуправа кој се реализира фазно заради висината на инвестицијата. Колумбиската полиција запленила 575 килограми кокаин кој е пронајден во 2 автобуси со набивачи кои тргнале на квалификацијски меч за светски куп во Сантијаго. Другата откриена за време на викендот во местото Пасто во близина на јужната граница на Колумбија со Еквадор. Имено другата е пронајдена под подот на автобусот, како и под седиштата на двајцата возачи кои се уапсени, пренесуваат локалните медиуми. Европската Унија ја разгледува можноста за дополнителни центри во балканските земји кои не се членки на Унијата за проверка на барањата за азил од десетиците илјади мигранти кои од Грција одат на север. Брисел стравува дека некои членки на Унијата не ќе може да го издржат големиот мигрантски прилив. Во минатиот месец лидерите на Европската Унија се согласија со блиските земји, меѓу кои Србија и Македонија, за да се обезбеди сместување за 50.000 луѓе. Одлука на тренер на локален женски кошаркарски клуб во Мексико, едно од девојчињата да го остави на клупата во текот на надпреварот, предизвикал неверојатен бес кај нејзиниот татко, кој вербално го нападнал тренерот, а потоа и го убил. После кратката вербална пресметка, бесниот татко на 11-годишното девојче, кое на надпреварот било isfрлено од играта, го повлекол пиштолот и го вперил кон тренерот, а потоа го застрелал со 5 куршуми. Уште една добра вест за љубителите на кошарката во Делчево. Втора последователна победа на женскиот кошаркарски клуб Клубски во рамки на третото коло од првата македонска кошаркарска лига за жени. Во третото коло тимот на Клубски славеше во Кавадарци кај тимот на Вајс Профил со 75-38. Надпревар кој што беше решен уште во првиот дел во кој Клубски од почетокот наметна своја игра и по првите 2 четвртини имал предност од 26 кошеви. Најдобар поединец во тимот на Клубски беше поранешната кошаркарка на Вајс Профил Ангела Ставрова, која уфрли 18 поени. Но овој надпревар уште една млада кошаркарка покажа дека во наредниот период и тоа како треба да се смета на неа, 17 годишната Ирена Ристова, која имаше скоро 14 постигнати поени, од кои 12 во второто полувреме. Исто така свој придонес во победата на Клубски на 20 Профил дадоа и Снежка Николовска со 14 поени, до Газанска, Рашова и Костадиновска со по 8 и најмладата во Делчевскиот тим 13 годишната Матеја Златкова, која уфрли 3 поени. По третото коло лидер во првата македонска женска кошаркарска лига е тимот на Бадел со 6 поени пред Студенти Клубски кои имаат 5. Тимот на Клубски во следното коло го пречекува кошаркарскиот клуб Лотос од Скопје. Причина повеќе делчевските љубители на кошарката викендот кој доаѓа во масовен број да ја исполнат салата при средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Инаку освен надпреварот Клубски Лотос кој што се игра на 14 ноември, во следното коло уште играат и Бадел Вајс Профил, а во последниот надпревар тимот на Шкупи ќе го пречека Студент 2015. Изминатиот викенд започна и новото одбојкарско првенство. Во последен момент во првата лига, во машка конкуренција се вклучи и екипата на Мавис. За жал, стартот на двете штипски екипи беше неуспешен. Машката екипа на Мавис загуби во Штип од новолегаш од Шутова со максимален резултат од 30:0. Победата на гостите ниту еден момент не доаѓаше во прашање. Штипската екипа има и нов тренер, Ванчо Санев. Првиот впечаток е дека штипската екипа само формално ќе се надпреварува во лигата, од која нема испаѓање. Женската екипа на Гоце Делчев пак му пружи силен отпор на една од најдобрите екипи во Македонија, Јанта Волес. Штипјенки загубија со 30:1.
Резултати од машка конкуренција во ова прво коло: Сушево Лирија 3:1, Мавис Шутова 0:3 и Струмица Пробиштип Весна Акумулатори 3:0. Во женска конкуренција Работнички Македонија Макс 3:0, Бами Кор Шкендија 3:0 и Јанта Волеј УГД 3:1. Овде е крајот на вестите. Повеќе за денешните случувања гледате во Дневникот во 16:30. Пријатен ден!